Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание Јаде бурек на Сител 3 телевизија. Вчера во програмата ве вклучив, почитувани гледачи, чисто да го опипам пулсот, не е сега за широк кадар режија, да го опипаме пулсот на јавноста за прашањата во врска со педофилијата, бидејќи не би сакал тоа многу да го ширам што и како. Ви ги најавив гостите за денеска и веќе во долниот агол можете да ја видите. Тоа е Марија Башевска Стојановска, новинар, толкувач на македонски знаковен јазик. Она ќе ни помогне вечер во емисијата и вечерашно во интервју да го направиме подостапно и за оние со специјални потреби. Посебен поздрав и љубов кон вас. А гостин вечерва во студиото е господја Цуракова, Вера Цуракова, психолог, и после 10 години повторно се гледаме. На моје задоволство. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Паметите ли зошто не направивме уште една емисија од како ја направивме таа пред 10 години? Што ви реков? Да, тогаш кога требаше да почнеме, вие 15 минути не можевте да седнете од што бевте возбудени. Што ќе биде, како ќе биде, и самата тема ве вознемируваше, пошто сте емотивец, како што рековте и сами. И кога разговаравме после неколку години да направиме уште една емисија, јас ве одбив. Да. Реков дека ни емоционално, ни психички, ни физички не сум спремен за оваа тема. Да. Па не може секој ни да слуша, ни да зборува. Многу тешка тема, ми требаше многу време, но се подготвив вечерва, затоа што она што ќе говориме во свеста на еден нормален човек, родител, на едно дете, на било кој ќе ја следи, создава слики и асоцијации. Колку и да вие како психолог се трудите да говорите на еден јазик кој е поучен и научен, сепак трауматско е и само во ова искуство, кога збориме за нечие, што само нека говори колку е силна, тешка и трауматска оваа состојба, особено ние кога ја доживуваме вака, како ја доживува едно дете. Самото дете, да. Што е педофилија? Па самиот збор кажува педофилија, педос е дете, филија е чувствување, значи наклоност или некои емотивни чувства кон децата, значи на возрасен кон детето. Но вака Тоа е звучи тоа убаво. Да, но овде се станува збор за еден вид патологија, така да во овој чин, значи, тој чувствува некоја наклоност, оној филинг за децата, и тој се разликува од родителскиот. Например, секој родител се го гушка, се го бакнува своето дете, исто како што и тие се обидуваат тоа да го прават. Меѓутоа, разликата е во тоа што кога ние, родителите, се ги гушкаме и бакнуваме нашите деца, ние го задоволуваме нашиот родителски порив. За разлика од нас, педофилите ја задоволуваат својата сексуална страст. Како детето може да го доживее тоа различно? Бидејќи едно е родител, едно е војко, чичко, стрико, друго е комшија, трето е и пријател, но како детето може да ја разликува милувањето и блискоста таа, бидејќи ние како суштества имаме потреба за допир. И да допреме и да бидеме допрени. Да. Особено децата ние ги растеме со галење и со допир. Да, галењето, тука веќе кога го спомнавте галењето, кога имам предавања за воспитување на млади родители, значи галењето е еднакво на потребата за храна. Толку е важно галењето на децата. Но, со оглед на тоа што има толку деца, жртви на сексуална злоупотреба, значи дека детето не разликува. Не разликува, да кажеме, галење, не галење, туку заведување од некои кои што имаат еден посебен приод, кои што имаат чекорчиња во тој приод, и баш би сакала да ги наведам тие чекори, како еден педофил приоѓа кон детето. Значи, тој е многу тактичен.
прави чекори кои што му обезбедуваат успех. Веднаш почнува да го тестира детето колку тоа може да издржи притисок. Така да тие чекори се одат во правец на тоа да тој го донесе детето на свој терен и да го направи негова жртва. Штом го донесе на свој терен, почнува веќе она неговото тиранско, почнува да го заплашува, да му се заканува и создава страв кај детето. Стравот е една многу тешка емоција за мало, и за возрастен е тешка емоција, а камоли за мало дете. Штом ќе му создаде страв, веќе го прави инфериорно и го прави жртва. Веднаш потоа следниот чекор се закани, најчесто му се заканува со ликот на мајката. Зошто педофилот ја бира мајката, односно ликот на мајката? Затоа што мајката е еден субјект кој што е една светла точка во светот на детето и детето нема посветла точка од мајката. Така да, штом ќе се спомне мајката, детето е спремно да сите тие предлози, сите тие настани да ги чува и затоа сексуалната злоупотреба се смета за најдобро чувана тајна на светот. Значи, на дете да му речете тебе ќе те убијам, нема толку да се исплаши, отколку да му речете мајка те ќе ја убијам. Штом му се спомне зборот мајка, детето веќе е разоружено. Веднаш потоа, педофилот забележува, мислам, тој има толку добар сенс кога да го награди детето за доброто однесување, наводно доброто однесување, и со тоа го мотивира на послушност. Значи, гледате како чекор по чекор го прави жртва. Веднаш потоа, педофилот е толку дрзок и безобразен, што бара дури детето да му се заблагодари за тоа што е живо, за тоа што живее, и почнува да го доживува дури и како спасител за неговиот живот. Тоа е така наречен стокхолмски синдром, каде што жртвата, значи не само ке педофилија, туку сите жртви, тираните, оние кои што ги малтретираат, почнуваат да ги доживуваат како спасители, дури и како луѓе од кои што можат да добијат помош и утеха. Значи, сите тие чекорчиња одат во прилог да детето стане една волева жртва, да стане субјект на кого што тој ќе почне да се изживува. Во почетокот има нивоа како тој тоа го прави. Во почетокот со посматрање, па може со галење, со милување, со допирање на половите органи, со прожектирање на порно филмови и понатаму оди, да кажеме, и до прави сексуални чинови, каде што може да бидат многу травматични за децата. Тоа е се вака што имате во овој. Тоа е оној приодот, како тој користи чекори за да... Ја ќе се држам по договореното, ретко користам договорени прашања, но, бидејќи е многу сензитивна тема, јас и вие се договоривме да одиме по точки и по прашања, а не во мојот стил, адхок да се убацувам во разговорот. Второто прашање, мое. Како се формира личност на педофилот? Да. Има многу моменти како се формира една личност педофил. Меѓутоа, сите тие моменти, ако ги земеме и психоаналитичките и динамските моменти, кои што ако почнам да ги образложувам се многу сложени, време ќе ни одземат. Значи, за сите нив има еден заеднички именител, дека кај педофилот се случува пореметување во психосексуалниот развој, во анално-садистичката фаза на неговиот развој. Освен пореметувањето во сексуалниот дел, се случува и пореметување во емотивниот дел, односно се случува стоп на емотивниот дел. Така да педофилот го доживува детето рамно на себе, или себе си се доживува рамно на детето и тој едноставно воспоставува релација со тоа мало суштество. Пак не ми е јасно. Како станува некој педофил? Па реков. Хормонско заболување ли е тоа? Органско заболување? Дали е тоа емоционална травма? Не, туку се случува пореметување во психосексуалниот развој во анално-садистичката фаза на развој. Тоа е петата година? Тоа е петата година, така. Значи, тука се случува некое пореметување на психосексуалниот развој и на емотивниот дел. Што најчесто може тука да се случи?
што може да се случи? Може да се случи траума, може да се случи и кај него сексуална злоупотреба. И сега овој дел би сакала малце да го елаборирам, затоа што често ме прашуваат дали децата кои што се сексуално злоупотребени се потенцијални педофили. Значи, можно е, но не мора. Еве како. Ако детето доживеало пријатност, некако вид пријатност во првиот сексуален контакт со некој, тогаш кај детето се создава представа за некој си сексуален живот. Значи, ако во првиот контакт доживеало пријатност, можно е тоа да продолжи така да го упражњава тој дел. Меѓутоа, кај повеќето деца, кои што почувствувале болка, кои што почувствувале страв, непријатност од обстановката, местото каде што тоа е случено, таму веќе се случува траума со посттравматско стресно расстройство и тој модел на сексуална злоупотреба остава повеќе последици. Значи, многу е важно, кога едно дете ќе биде сексуално злоупотребено, да се работи со детето, да се изелаборира настанот, да се спроведат сите психотерапевтски методи, за после верувам ќе ме прашате и тоа, како се врши рехабилитација на сексуално злоупотребено дете, но морам да кажам дека најголемата грешка кога ќе се случи сексуална злоупотреба на дете ја прават родителите. Зошто? Затоа што многу родители велат вака: па добро сине, тоа се случи вчера, денеска е денеска, од утре нов живот. Значи, не може така. Затоа што многу деца реагираат во истиот момент, но има деца кои што го потиснуваат тој настан и реагираат одложено. Така да, јас и покрај моите препораки да не се застанува, туку да се сработи, да се изелаборира целиот тој настан, има родители кои што соработуваат и така прават, меѓутоа има многу родители кои што не послушуваат, мислат дека тоа е некое долго време, дека тоа брзо треба да се разреши, дека тоа било вчера, поминало, завршило и готова работа, меѓутоа не е така. Се уште немам јасна представа за тоа што е педофил, како настанува и зошто ниеден педофил е неизлечив. Ако зборите за трауми, ако зборите за емоционално, психичко пореметување кај одредена личност, знаеме дека модерната психологија, медицина, психијатрија, многу од тешките ментални заболувања ги излекува. Но овдека имаме сосема нешто друго што ја не го чув да го кажавте. Педофилите се најнормални луѓе кои можат да имаат фамилија, кои идат на работа, кои се интелигентни, заработуваат, плаќаат данок, најнормално функционираат. Тешко ми е да сватам вака, ја би ве молел за едно попродлабочено, бидејќи како ќе ви поставам прашање за педофил, почнувате да ми кажувате и идете одма на детето. Ја пак ве враќам повторно за педофил. Како е возможно, дали е ова пораз за науката, психологијата, како наука, како медицинска гранка, која едноставно вели не може ниеден педофил да биде излечен. Тоа е, ја 10 години го размислувам ова кога ми го кажате вие во емисија, господјо Цуракова. Јас сум видел и потешки психички заболувања и ментални состојби излечени, овдека не постои никакво поместување. Што е ова ментал... Прво да ми ја дефинирате. Болест, ментална состојба или што? Рековте, ниеден педофил не може да се излечи. Тоа вие го рековте пред 10 години и ја го повторувам. Не знам дали сум го употребила зборот да се излечи. Добро, семантика. Да, ако кажеме да се излечи, значи дека предпоставуваме дека се работи за болест. Така, нели? Меѓутоа, болест е една состојба каде што треба да има симптоми, да има протокол на лекување и исход. Кажете ми овде какви симптоми има кај педофил? Не знам. Нема. Од ова ќе се извлече дека педофилијата е рамна исто како трансгендер, геј сексуалноста, нешто што е природен порив на човек.
Да, тоа е инверзија на нагонот, значи и кај педофилите, и кај некрофилите, и кај зоофилите. Сите тие се во една група на парафилија, каде што значи постои изместување на сексуалниот нагон према нешто друго. Зоофилите кон животно, геронтофилите кон постари луѓе, педофилите кон помлади луѓе и така натака. Значи тука постои инверзија на сексуалниот нагон. Значи, поместување на сексуалниот нагон. Поместувањето што е? Поместувањето е од нормална комуникација возрастен со возрастен на возрастен со дете. Добро. Тоа е поместувањето. Што е тоа? Што е тоа? Тоа е болест, тоа е состојба, Не, што е тоа? Тоа е состојба. Тоа е состојба, не е болест затоа што кажав дека кога станува збор за болест мора да има симптоми, протокол на лекување и исход. Во овој случај кај педофилите немаме ниту симптоми, ниту протокол на лекување, ниту исход, нели? Меѓутоа, Зошто нема се протокол светската, за лекување? па затоа што нема протокол, едноставно не е болест. Една анксиозност, овдека ја имам 120 минути за анксиозност, емисија со ваш колега. Значи, протоколи, разни лекувања, методи и така натаму. Овде нема. Затоа што Зошто не е нема? болест. Па затоа што не е болест, туку е состојба. Па и анксиозноста не е болест, е состојба. Не. Не е Се состојба. извинувам, медицинско лице, господин Ортаков, беше овдека и вели. Состојбата на анксиозност не е болест, тоа е состојба. И имаме вакви методи со кои ги третираме пациентите. Добро. Меѓутоа, ова сакав да го кажам. Значи, педофилите не беа сместени во групата на болести. Пред 10 години тие влегоа како болести во Светската здравствена организација, веројатно заради тоа што кога ќе се каже болест, значи тие се амнестирани од одговорност, што е многу поразително за сите деца кои што биле жртви на педофилите. Но ова значи дека педофилот не можеме да го третираме. Ако е состојба. Како може... Па во светот не постои некоја установа за третирање. Зошто? Па не знам зошто не постои, меѓутоа никаде во светот, нити во Македонија. Океј, ајде да шпекулираме, господјо Цурако. Ве носам на терен, обично вие сте научна жена и си одите стално во вашиот цврст терен, ама ја ве исчашив. Извинете. Не ме исчашивте. Ајде, зошто тогаш ве исчашив од вашиот пат, од вашето усталено, бидејќи ниеден новинар, гледам, не ги поставува овие прашања. Овие прашања, ако јас како новинар кој цела деценија го следам овој проблем, ги поставувам, мене ми е сакам одговори. Еве, нека се и сулуди прашања. Како може тоа? Некогаш имало, еве, денеска хомосексуалноста не се третира за болест. Така? Така. Тоа е усталено. Но, хомосексуалноста некогаш се третирала како болест, па имало некои процедури, примитивни она, кои се сега напуштени. Зошто со педофилијата никогаш немало? Дали таа секогаш имала некаква одбрана во елитата, во општеството, во државата, па се промовира на некој причутен начин? Да се промовира како болест, за да биде амнестирана од одговорност. Сметате дека е тоа случајот? Кој случај? Со педофилијата? Па нема друг одговор. Единствено што имам некои сознанија дека во Америка се прават анализи на мозокот кај педофилите и се забележано е некои промени во белата маса на педофилите и наводно тоа било причината за тоа што тој има изместен, да речам, сексуален нагон и склоност кон децата, што јас не верувам дека е тоа. Затоа што возрастен човек мора да ја контролира реалноста, мора да го доживува својот разум, својот рацио и да знае што може, што не може. Мислам, тоа е едно обично дете го знае што смее, што не смее, уште така и ги воспитуваме децата, а камоли возрастен човек. Што значи дека постои тука и уште еден одговор, зашто тој не се запира, да кажеме, еве, ќе има некој сексуален чин, ќе биде во затвор, минималната казна е 12 години, меѓутоа веднаш што ми излегува, тој продолжува со своите действија. Во рамките на ова можам да дадам уште еден одговор, дека тој има во него, владее, царува просто еден механизам на одбрана, кој што се е наречен зголемување на предизвикот. И кога тој ќе злоупотреби, да речеме, 3 деца, кај него проработува нешто.
дека сгрешив или не требаше така да биде, меѓутоа нормален човек би се запрел, би дигнал рачна. Педофилот не се запира, туку продолжува понатаму и злоупотребува 5 деца, например. И така кај него се создава емоционална илузија дека 3 деца во однос на 5 се помалку грешна работа. Потоа продолжува на 8 деца. Така да 5 во однос на 8 му изгледа помалку, па продолжува на 10, 15 и сето тоа го води во бескрај и затоа педофилот не може да се запре. Тој во своите... Многу ми е плитко ово објаснување. Зошто? Затоа што ми е плитко, извинете. Јас сум, како да ви кажам, новинар сум, работам со зборови. Значи, кога слушам аргументи, треба да бидат убедливи. Научно може би се, јас се извинувам, јас се одличен аспект. Значи, многу неуверливо, не дека вие, воопшто психологијата, значи, многу неуверливи се овие аргументи. Да, меѓутоа тоа е фина психологија. Тоа се многу танани механизми со кои што ете јас ги... Пред 10 години ми рековте, педофил не може да биде, да му се промени состојбата на педофилија. Да. Тој секогаш, ако има нагон, ќе го направи тоа. Да, така е. Тоа е просто незамисливо. Тоа е како... Па видете, исто како што Имаме ли ние... споредба со некоја друга психолошка состојба кај човекот која е до толку детерминирана да е просто... Ме разбирате зошто ова го зборам? Затоа што брои општество, ја не знам дали следите што се случува последниве недела дена, каде што и во нашево општество се обидуваат да дадат одговор дека тоа е една нормална човекова состојба и нема што да правиме голема драма. Па не може да е нормална човекова состојба, се знае што е нормално. По кои норми? Значи, по норми... Како ги поставуваме нормите? Па со векови комуникацијата меѓу маж и жена се смета за нормална, така? Добро. Да. Значи, се што отстапува од тоа нешто е, може би не, да не кажеме дека не е нормално, меѓутоа отстапува од нормалата. Дали следите вие што се случува во нашево општество? Дека Следев. трансгендер, дека ЛГБТ заедницата и ние тие работи ги прифаќаме како нормални. Прашање на време. Во Холандија имаме партија на педофили, каде што веќе се борат за спуштање на старосната граница за сексуален однос со дете. Да. Од 16 сега се бара на 12 години. Кај нас е 14. Кај нас е 14 години. Да. Ај малце образложете го ова. Кој? Па ова старосниве граници. Вака, старосната граница за мене е спорна. Затоа што јас работам не само со, да кажам, деца кои што немаат проблем, туку работам и со деца кои што имаат потешкоти и деца со специфични пореметувања. Ако земеме дека старосната граница е 14 години за деца кои што немаат проблем, за деца кои што се, да кажеме, ментално ретардирани, таа граница не може да се земе за валидна. Затоа што нивниот ментален, емотивен и физички, можеби и било каков развој, заостанува. Така да тие може да имаат календарска возраст 14 години, меѓутоа нивниот општ развој не е 14 години. Значи, тука е малку спорно тоа. И мислам дека за секое дете треба индивидуално да се проценува дали се работи за педофилија или не. Како тогаш ние законски некого ќе гониме дали извршил чин на педофилија? Кои ќе бидат рамките, во кој? Постојат рамки, постои законот кој Знаете што се тоа вие сега што го прашувате е многу на место, меѓутоа токму и заради тоа, заради системот, заради границата, заради казната, заради сите други околности, многу родители молчат. Не разбирам. Да објаснете се. Пошироко, ова што го кажавте во повеќе реченици. Не, разбирате, но сакате повеќе да кажам. Нормално, Да, значи, бидејќи не го видите правиме вака, интимно, туку јавноста, кога ќе се сакам случи подобро да ја таква разберам. работа, значи нормална процедура е да родителот пријави сексуална злоупотреба. Сега, што значи тоа? Тоа значи едно додатно малтретирање и додатна траума на детето. Детето се носи во полиција, па се носи на доктор, па се носи на суд, па ке еден судија, па ке друг, па на адвокат. Значи, тоа е едно додатно малтретирање на детето и затоа беше донесен тој омбудсман, каде што беше речено дека детето треба да даде само една изјава и таа изјава да биде валидна во целиот судски процес. Меѓутоа, толку е тоа макотрпно,
толку е, како да кажам, танано. Еве, ќе ви кажам уште еден момент кој што е битен во овој судски процес. Дете кое што е травматизирано и општо траумата има моги да се фрагментира. Значи, дел од... Што значи тоа? Да се подели. Дел од траумата, делови од траумата... не го разбирам. Значи, целиот тој настан на сексуална злоупотреба има моги да се фрагментира. И не само во сексуалната злоупотреба, туку сите видови трауми, може собраќајки, киднапирања и така натака. Што значи? Значи, траумата има моги да се фрагментира. Делови од таа траума може да останат во свесниот дел. Делови од траумата може да бидат потиснати во несвесниот дел. Така да, тие што се во несвесниот дел може да мигрираат, да дојдат во свесниот дел па да се сокријат. И сега што се случува? Кога едно дете ќе го донесете во суд... да кажете делови од чинот да ги избрише од сеќавање? Не ги брише, туку ги потиснува. И свесно не ги кажува? Не, туку не се сеќава за Не тоа се што му сеќава во за него. несвесниот дел. Добро. Значи, еве, јас сум имала случај кога пред судењето му кажуваме, значи вака ќе кажеш како беше, подсети се, сите тие моменти да ги наброиш. Детето, и тоа вели добро, доаѓа пред судија на исказ, врши фрагментирање на траумата, тие делови што му одговараат ги кажува, тие делови најтравматичните ги повлекува во несвесниот дел и излегува како да не се случило ништо. И сега го потпрашуваат сите адвокат од судијата, детето вели не знам, не се сеќавам. Значи, многу е деликатен Колку овој години момент. збориме овде? За колку годишни? Од прилика. 8 годишно дете. Тоа, значи, се што е сексуален однос, без оглед која е горната граница, под 14 години се смета за сексуална злоупотреба. злоупотреба. Во Македонија е тоа така. Во другите, секоја држава си има своја граница. Добро. 14 годишно момче или девојче, значи би можело 15 годишно и 16. Со колку ова ми е прашање од вчера, од гледачите. Жалам што не ја гледавте емисијата, па да ги слушнете сите, како да кажам, да го почувствувате емоционалниот пулс кај јавноста. Мене ми требаше за да се подготвам, ама жал ми е што ќе добиевте некоја и една интересна слика. Не се. Ова е едно од прашањата кое сега се надоврзува. Значи, 14, 15, 16 годишно момче, која е границата да има однос со некого? Децата знаат тинеџерите да бидат сексуално активни. 14 годишен со 16 годишно, 18 годишно. Да. Што правиме кога е тоа 25, 26, 30, 40? Да. Каде викаме овде? Дали има тука педофилија? Тука се поставува едно друго прашање, дали е злоупотреба или детето самоволно стапило во сексуална комуникација. Знаете како, Јанко, има моменти, а тоа се многу кратки, многу танани, многу временски кратки моменти, кои што само тие двајца го знаат. Дали тоа било вистина сексуална злоупотреба или тоа било волно? Нели, кога се работи за девојче. Така да, истото се однесува и кај силувањата. Значи, дали девојчето било силувано или пак тоа само сакало. Па после обвинува дека било силувано. Значи, тоа го знаат само тие двајца. Значи, постојат тука тајни, кои што ние не можеме да допреме. Единствено, тие тајни се остануваат меѓу нив двајца. Така да, секогаш, односно никогаш не можеме да допираме до вистината, но никогаш до вистинската вистина. Дали педофилот спаѓа во група на психопати, социопати и такви психолошки, не знам како се нарекува, пореметувања? Карактеристики. Да. Па еве би било убаво да ги набројам карактеристиките на педофилот. Значи, педофилот е една личност која што може да биде многу образована, многу елоквентна, многу тактична и така натаму, но во своите... И социопатот може да биде така. Да, зборуваме сега за педофилот. За педофилот, да. Да, меѓутоа, тој има своји карактеристики. Тоа се обично луѓе кои што имаат
како да кажам, сплет на карактерни особини, каде што еден карактер е доминантен, а сите други се карактеристики се како во еден грозд. Значи, може да доминира садизмот, може да доминира психопатијата, но тој има карактеристики и од манипулаторскиот карактер, и од нарцисоидниот карактер, и од енергетскиот вампир, и од кој друг панцир карактерот. Значи, сите тие карактери се карактерни особини може да бидат вткаени во основниот карактер на педофилот. И сега, сите тие карактеристики, карактерни црти, особини, му помагаат да си ја потпира самодовербата кога го извршува тој чин. Значи, тие карактерни особини него му требаат. А со садистичкиот карактер го врши действието. Да, треба да имаш здрава доза на садизам во себе, за да направиш сексуален чин врз дете. Так. Но како он садистичкиот чин емоционално после го поклопува, дека не направил лоша работа. Вие ми рековте дека кога педофилот облюбува дете, значи збориме не за 12-13 годишни, кај што можеме да ги видиме и како изгледаат и како возрастни, дали е машко или женско, нели, малце и генерации. Но збориме за 8, 7, 6, 5 годишни, 4 годишни. Во Велес имавме татко кој 3 годишно дете си силуваш. Да. Јас сум видела и 6-месечно бебе. Тука му помагаат на него други карактеристики. Значи, кога ме прашавте за тој емотивен дел, значи тој има пореметување во емоционалниот дел. Тој има моќ да врши сепарација на емотивниот дел од визуелниот впечаток. И сега, значи тој гледа што прави, ама ја дели емоцијата, ја сепарира од себе. Така да визуелниот впечаток како филм да гледа. Да, без емоција. Тоа е она кога си многу уморен, па како од камера да го гледаш случувањето. Сте разговарале вие со педофили? Да. Сте дошле до таков заклучок дека он едноставно како да ви раскаже некој филм? Да, тоа е заради тоа што тој синтетизира една компонента гуменост. Како? Гуменост. Што значи тоа? Тоа значи дека се што пласирате се одбива како од гумена топка. Значи, него допираат солзите на детето, страдањето, солзите на жена, еве во семеното насилство, кај што има тирани, садисти, психопати. Значи, солзите, мачењето на жената, на децата, тоа не го допира него. Напротив, тоа за него представува една храна и нов импулс за нови чинови. Во емотивниот дел сакав да потенцирам уште еден механизам, каде што тој има моќ да го задржи основното чувство, но доживувањето на тоа чувство да го трансформира во негова спротивност. Тоа во пракса значи следно. Значи, тој може дури да чувствува и жал. Но, кога чувствува жал, доживува задоволство. Какво задоволство? Сексуално. Оргазмично. Па сега, не знам, докаде може тој да оди. Јас се извинувам, ама хардкор рековме ќе разговараме вечерва. Значи, гледате колку се тие танани механизми. Значи, доживува, чувствува жал, а доживува задоволство. Тоа е парадоксално, но вистинито. Како можеме да го препознаеме? Дали по сегментите? Само да ми дозволите уште некоја карактеристика. Да ви дозволам, тама работа, како прашање. Тој има, јас кога работев на тие карактери, ја имам обработено негде околу 87 карактери, видов дека суперегото кај него исто така, како да кажам, има една мала девијација. Сите ние имаме суперего, или родител во нас, кој што ни покажува, ни дава некои норми што смееме, што не смееме. И ние со тој дел во нашата личност размислуваме што правиме, како тие другите не доживуваат, како не гледаат, како не проценуваат. Меѓутоа, педофилот има суперего кое што е свртено само кон него. Него не го интересира што ние мислиме за него. Не го интересира како ќе го процениме. За него е важно само тој да мисли дека прави добро. Чекайте, педофили има, да завршиме малце и Марија да ја одмориме, ке ни балди само да завршиме со карактеристиките, да направиме една целина. Тие се луѓе кои имаат семејство, кои имаат дури и деца. Да, некои од нив, да.
Како тој успе, значи интелигентен е. Чинот не го прави врз своите деца. Он не ја малтретира својата сопруга. Но тоа знае да го направи негде каде што може полесно да се излече. Рековте дека се тоа многу интелигентни. Да. Дека неговиот нагон знае каде да го усмери. Не го усмерува на првото дете што ќе му дојде тука до него, затоа што знае дека брзо може да биде откриен, да има консеквенции и така натаму. Да, ама не е точно дека не може да го направи на своето дете. Инцестот е и на своето дете. Значи може. Инцестот е педофилија исто така. Па да. Доискажете се, молам, па да Значи, идеме други со некои блок реклама. карактеристики се што тој не се запира. Го објасни преска тој механизам, затоа што влегува во тој систем, каде што си го зголемува предизвикот. Понатаму, тој секогаш се чувствува окей. И има многу високо мислење за себе. Секогаш се чувствува победник дури и кога губи. Ароганција? Па да, тој прво почнува со она фино, или она едно лустро, фино лустро, каде што, еве малце и за аспектот да кажам, значи тој може да има аспект на бебе, бебешка фаца да има. Но секој садист има мог за трансформација, фацијална трансформација, што другите луѓе немаат. Јас таа фацијална трансформација сум ја видела 2-3 пати во мојот живот, баш кај луѓе садисти. Значи, има бебешка фаца, и кога гледа дека му бега ситуацијата, кога не може да успее, веднаш фацата ја трансформира и добива аспект на ѕвер. Значи, тоа е многу ретко да го видите, тој момент. Ви велам, јас во мојот живот 2-3 пати сум видела. Исто така имаат некои од садистите... Јас и Марија тоа го знаеме. Читаш Библија и се вика демонологија. 2000 години тоа се вика демонологија. Исто така може некои од нив да имаат и восочен тен. Тоа е она кога го гледате, значи на него нема боја. Едноставно тоа е така, безличен. Како да има восок на лицето. Чекай, ме збунивте сега малце. Знаете зошто? Ја разбирам, кај диабетичар може да има таков лик. Диабетичари... Зборуваме за садисти. Не, јас зборам за лик. Добро. Значи, да расчистиме како, бидејќи тешко дека ќе препознаеме ние по лик или по однесување дека е освен по дело, дека е некој педофил, така? Да. Но се обидуваме некои карактеристики, ароганција и сега светол тен. Светол тен имаат и луѓе кои се Не светол тен, восочен тен. Восочен тен. Да, тој е Шо значи? различен. Па ви велам, тој како да е прелиен со восок. Значи нема боја на него. Сите ние имаме некој руменило, погоре, подоле црвенило. Сакате да ми потемна, кажете посветла дека е кожа. тоа израз од внатрешна состојба? Да, тоа е еднолична боја. Као со восок да е прелиен. Чекајте, капиларите во лицето реагираат и обично ние. Знаеме да се зарумениме, кога ќе се засрамиме, кога ќе се нажалиме, малце ќе потемниме во очите и така токму натаму. тоа го зборувам. Значи, кај нив тоа го нема. Па кажете го, господјо Па, Цуракова, еве кажувам. ја ли треба да го артикулирам? Па го кажувам, значи, они немаат боја. Зошто? Затоа што тоа е една од нивните карактеристики. Значи, Зошто? Затоа што немаат емоции. Значи, немаат внатрешен порив кој што ќе им направи некоја, како да кажам, некоја дисхармонија емотивна, Так. па ќе се возбудат, ќе се уплашат, значи они немаат страв, оперирани се од страв и така. Генерално од страфот се? Да. Да. Тоа е една од психопатските карактеристики. Така е. Значи му викаш крадеш, па што? Ќе те затворат? Ароганција, без израз, лик без израз, така? Не. Туку? Туку бебешка фаца и восочен тен. Тоа се две карактеристики во нивниот аспект. Фаца и восочен тен. Да. Што значи бебешка фаца? Значи тоа треба да се види. Бебешка фаца значи една како да кажам, блажена фаца, една фаца со беспомошност, како на мало дете кое што бара Со помош. гримаси? Па да. Бара помош. Тоа го прикажува пред детето? Пред детето, да. Аха. Додека го намами, дури значи се представува како еден немокен човек со сета своја природа, Камелеон. дури во аспектот, и го наведува детето да му помогне. Значи, кое лицемерие е тоа?
Камелеон. Тешко дека ќе го препознаеме, ако е меѓу нас. Освен по делото. Уште еднаш ви го Да, поставам толку затоа има толку многу жртви на семено на педофилија. Делуваат крајно нормално и не може човек да ги... Не може. Значи, јас имам еден податок детектира. уште во првите едукации, кога одевме, кога доаѓа швеđани пред 30 години да не едуцираат, беше кажано дека во Америка еден педофил злоупотребил околу 10.000 луѓе. За нас беше тоа фрапантна бројка, сите си рековме како е тоа можно. 10.000 луѓе. Меѓутоа, тие тоа го прават и групно, и со повеќе, и со помалку, и така. Го прават со години, 10, 15, 20 години и не се откриени. Значи, тие се премногу вешти луѓе во тие своји дејанија. Големи искушенија за родителите кои ќе се обидат да се ги заштитат децата. Одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад, продолжуваме со разговорот. Се измори, Марија. Сега... Разговараме со моите почитувани гостинки, драги мои почитувани гледачи, дали да ве вклучиме во програма. Јас вчера ве вклучив во програма и може би било погодно и да ве вклучиме и вас. Прво пишете ми мене на мојот Facebook профил, да видам зашто би биле темите за кои би се јавиле вие, па да процениме, да не го разводниме ова на вистина есенцијално, морбидно, но крајно важно излагање на господја Цуракова во нашето општество. Бидејќи сега доаѓаме до најболниот дел од темата, ја ви завидувам на сите вас со здрав стомак, со здрави емоции, ја не сум од тие, а разговараме сега кои се жртвите на педофилите. Кои деца? Па сите деца, и машки и женски. Но рековте дека педофилот често бира жртви кои се безпомошни, не бара он некои јаки личности. Вака, значи, секој случај е случај за себе. Јас сум имала случај каде што и многу јаки деца подклекнале затоа што биле измамени. Значи, доаѓа дома на гости и му вика, леле, нешто заборави во колата. А знаеш дека имам нова кола. Сакаш да го видиш какво воланче има, какви гуми има, какви раткапни има. Идете во среќно весело. Оди со него, извршува сексуален чин и му се заканува дека не смее да каже затоа што ќе ја изборка мајка му од работа. И се враќа назад дома кај нив. И се враќа назад дома кај нив. До толку може седи со родителите, им го злоупотребува детето надвор, се враќа и седи на гости. И пак седи на гости. Да. Значи, тоа ако не е социопат, тоа ако не е не знам. Има разни деца. Значи има деца кои што мене лично ми многу отворено ми рекле, тетка Вера, тој човек ми рече ќе правиме тоа и тоа, така и така, ќе ти биде многу убаво, ама мене не ми беше убаво. Значи има и такви деца кои што на таков начин го елаборираат. Меѓутоа има деца кои што молчат. Има деца кои што одат до доживување на тешка траума со посттравматско стресно расстройство. Сега, во рамките на ова би сакала да кажам дека не е важно само детето како ќе го доживее чинот. Многу е поважно како ќе ги доживее последиците на тој чин. Важно е колку пати тоа се случило, дали еднаш или повеќе. Важно е од кого тоа се случило, дали од дете или од возрастен, затоа што и децата знаат меѓу себе да комуницираат на тој начин. Важно е каде се случило, дали дома или надвор. И во склоп на сето ова, детето соодветно реагира. Меѓутоа, има деца кои што одма реагираат, одма кажуваат, одма бараат помош, но има деца кои што молчат, а молчењето е за нас, психолозите, посебен вид на говор. Значи, деца кои што молчат за тоа што се надеваат дека сами може тоа да го надминат, молчат од срам за тоа што им се случило, молчат за да не ги разочараат родителите и од разни други причини молчат.
Меѓутоа, децата кои молчат ги потиснуваат сите тие доживувања и можно е после многу години да имаат реакција. Зошто го велам ова? Затоа што едно мало дете кое што е незрело и емотивно, и невролошки, психофизички и така натаму, значи го доживува тој чин, меѓутоа не му ја согледува сериозноста. Меѓутоа, кога ќе порасне, кога ќе дојде некаде во пубертет, кога ќе осознае, кога ќе созре и ќе осознае каква тежина има тој чин. Конфликт. После, може тоа и после 10 години да биде, после 10 години детето почнува да реагира. И тогаш родителите ги враќаат сите моменти, сите настани и констатираат дека тој настан што се случил фактички е тоа реагирање. Затоа велам дека родителите не смеат да ги поттикнуваат децата да го тргаат тоа, да го потиснуваат, да не разговараат, као тоа се случило вчера и готово, од утре нов живот. Не е така. Значи, јас имам, како да кажам, цртежи од деца, кои што се толку добри, да во сите мои емисии на сите телевизии јас ги покажувам тие цртежи. Да. Инаку, кај посттравматското стресно растојство, кое што е многу тешко за едно дете, тешко и за возрасен човек, но за дете е посебно, значи има градации, јас барем така сум ги класифицирала, како децата реагираат. Еве, например, една група на реагирање во секојдневниот живот. Кога ќе се случи чин на сексуална злоупотреба, ако се случило надвор, детето бега дома. Ако се случило дома, детето гледа да излезе надвор. Значи, повеќе време поминува надвор. Обично се врзува за оној родител каде што чувствува сигурност. Понатаму може да има мисловни преокупации. Тоа значи дека е обседнато со тој чин, обседнато е со тој настан, со својата болка и во тој момент детето почнува да ја губи спонтанноста за себе и чувството за себе. Потоа, можно е да поставува едно исто прашање. Најчесто прашањето е: мамо, дали ти мене ме сакаш? И покрај одговорот што мајката го дава, детето постојано го поставува прашањето: мамо, дали ме сакаш? Мамо, дали ме сакаш? Заради чувството на грешност. Значи, детето има чувство дека е грешно што некој друг му го направил на малото дете. Друга потешка група на симптоми е заради хиперексцитација или заради пренадразнетост, а тоа е заради очекување на нова опасност. Деца кои што се сексуално злоупотребени, во секој миг, во секој момент од своето живење, се во исчекување дека повторно можеби тоа ќе им се случи, значи постојано се во исчекување дека ќе се случи тоа. Сета таа состојба... Сум ги гледал вашите интервјуа и сум ги слушал овие ваши констатации, но трагедијата на нашето новинарство е што кога ќе ви постават прашање, вие зборите, а они појма немаат што зборите. Па не знаат ни да постават конкретно под прашање за да се разјасни во јавноста и остануваме ние родителите како телиња во шарена врат. Вие сте научник, пред се. Вие сте медицинско Не сум научник, сум се занимавала. Значи, се занимавате со тема како наука, но никој од нив не ве праша за овие 10 години. Што е педофилски чин? Кога сметаме педофилија дека се случи? Допирање по гениталии, да. Пенетрација, значи, чин, орално задоволување, еден на друг, бакнување. Што е педофилски чин? Вака, педофилски чин може да се каже дека е она последното, но пред тоа за педофилија се смета и посматрање на дете. Значи, тоа е најблага форма на педофилија. Посматрање на голо дете. Допирање, тоа се нивоа на кои што педофилот ги извршува, го задоволува својот порив. Дали се овие криминални действија? Не. Посматрањето, галењето, милувањето се блудни действија. Да, ама дали се санкционираат овие действија? Колку ви е вам познато, бидејќи работите со случаи? Па се санкционираат ако детето каже. Но ако не каже, никој нема да знае. Но ако каже, се санкционира. Ако родителот пријави. Ако родителот пријави. Да. Не, без ако. Значи ве прашувам, дали милување недозволено, без знаење на родител и така натаму и така натаму. Значи, вака, да, сите тие ја нивоа се сеќам у ритамот, се извинувам поради тоа.
Но, ние сме деца, растени, сме седнале у скут кај чичо, кај комшијата, па ништо не се случило. Било најнормално, Да. нити имало и така натаму, и така натаму. Сите ќе си направиме по некој флешбек и ќе се сетиме, бидејќи ова те вознемирува сега, бидејќи како дете сум седнал кај чичко велко у скут и така натаму, ништо не се случило. Нити ме допирал, ама нели Па да нема ти кажам... сексуален порив. Така. Педофилот има сексуален порив. Така. Значи тој има нивоа на кој што тоа го задоволува. Ви велам, значи може само со посматрање да биде. И тоа е најблага варијанта. Може со галење, со допирање, со галење на половите органи, со прожектирање на порнофилмови, значи каде што посматра деца. Ние имавме и такви, како да кажам, снимки на кои што ни беа прожектирани. Понатаму може да биде и сето тоа оди до сексуален чин. Прав сексуален чин. Ај, објаснете ми тогаш да идеме, а вие гасете телевизори, бидејќи ова е, ја морам да идам во деталност. Како е возможно сексуален чин да се изврши врз 3 годишно? Објаснете ми го со зборови колку можете подетално. Прво да разбереме што физички се случува, бидејќи психички и не треба да изговорите што се случува. Тоа е бришење на личност, тоа е уништување на една личност во развој. Да. Но што се случува физички? Мене ми е несватливо. Па на сите не ни е сватливо, но постои. Сега тоа што вие барате јас да го објаснам, не можам ниту јас да го објаснам, ниту било кој. Тоа си знае само детето. Браво, одлично кажа. Што е сексуален чин, она што вие рекот. Значи, тоа само они двајца знаат. Тој што го извршил и детето што го доживеало. И затоа тоа се доживува кај некои деца толку травматично. Значи, дозволете ми сега да ги изнесам. А кај бебе? Може би тоа не е прав сексуален чин, но е тоа обид. Чекайте, скоро имаше случај пред некоја година овдека на Балканот, каде што 6-месечно дете било обљубено од неговиот татко и почина детето од повредите. Значи, тоа дошло до раскинување на органите. Тоа било садизам до невидени размери. Па да, садистичкиот карактер знае да оди до чин на крв. Значи, и садизмот има свои фази. А тоа е друга тема. Не е друга тема. Не, Тоа е оваа тема. друга тема е, ако зборуваме за садистичкиот карактер, значи таму има многу фази. Какви видови садизам и видови садизам има различни. Значи има садисти кои што вршат сексуални чинови без крв. Има садисти кои што вршат сексуални чинови до крв, затоа што крвта за нив е посебно задоволство. Таа црвена боја што ќе ја видат. Значи тоа е друга тема. Така да докаде, што, како, тоа никој не може да знае. Дали педофилите преферираат посебно, например, маж педофил? Што е педофил? Дали е тоа маж или жена? Право. Па може да биде и маж и жена, но повеќе има мажи. А објаснувањето е дека помалку има жени затоа што кај жената која што забременува, која што 9 месеци го носи плодот во својот стомак, која што има психофизички промени заради плодот, има и посебна емотивна состојба, која што кога ќе се роди бебето, ја прави да не може да ги врши тие действија. Нити блудните действија, ниту сексуалните чинови. И така се објаснува зошто има повеќе мажи, а помалку жени. Значи, кај жените е врзано со бременоста, со носењето, со породувањето, со доењето, со галењето, со цицањето. Сите тие моменти создаваат една друга врста на емотивна состојба кај жената, која што ја спречува, нели, и проработува суперегото и вели не, ти не смееш тоа да го правиш. Мада јас сум имала случаи и на ако се сеќавате на случајот на ЗС во Оморани, каде што мајката го садистички го се изживуваше на детето. Одеше до таму да му ја шиеше устата, го смрзнуваше во фрижидер, го гореше со цигари. Што е тука педофилски? Не педофилски, него зборува за садистички чинови. Тоа е садистички чин. Да. Но што е педофилски чин, нели разговараме? Тоа е сексуално злоупотреба на дете. Да. Кој што може да се реализира на оние нивоа кои што претходно ги спомнав. Од посматрање, може и во фантазија тоа да биде. До допирање, галење, милување, пенетрација. Така и прав сексуален чин. И прав сексуален чин. Да.
Добро, малце е потешко жената да сексуално злоупотреби дете, машко и така натаму. Така е. Но често пати се случува тие, да речеме, жена која влегува во сексуален чин со многу помладо момче или дете, што е малце и чудно, но не за сексуално ја возбудува и задоволува тоа, без оглед што можеби не е и тој физиолошки развиен. Исто како што тоа дете ја задоволува постарата женска особа. Нели? Не ја задоволува помало дете, а помалото дете го задоволува постара особа. Нели? Геронтофилијата. Знаете, тука имам и други моменти. Многу деца кои што сакаат постари особи. Добро. Еве, девојчиња има, например, кои што сакаат постари машки особи. Тука може да биде и причината за компензација на ликот на таткото во неа. Добро. Кажете ми, кај мажите педофили, кои се најбројни, дали има некоја разлика во тоа дали е чинот извршен врз машки или врз женски особи? Тежината е иста. Не, дали има процентуално, статистички, повеќе тоа го прават према девојчиња или према момчиња? Према девојчиња, затоа што во други држави, во западни, па и во Америка, на тие едукации кај што сум одела, ни беа презентирани, како да ви кажам, листи. Значи, листи со модели на деца. Па педофилот може да избере 5-годишно дете со плава коса и со плави очи, 6-годишно дете со црна коса и со зелени очи. Значи, постои листа каде што има, кај што тој изразува желба какво дете сака да има. Значи, гледате, мене тоа ми стои на ниво на организација. Сакате да ми кажете, има некоја веб страна кај што одници бираат дете, па му даваат дете или не ве разбрав точно. Постојат тие организации кои овозможуваат да му се задоволи страста на педофилот. Значи, тој ако бара 5-годишно дете со плава коса и со зелени очи... Сексуални робови, деца сексуални робови. Да. Тоа најмногу го има во Тајланд. Кај што има највише и трансгендер, кај што има и хомосексуалност, каде што сексуалноста е полиберална и педофилијата е почеста. И интересно е тоа што први во светот, да? Кажав една констатација која ми дојде, не знам дали ми е точна. Кажете. Дали каде што сексуалните слободи се поголеми, педофилијата е зачестена, или таа е исто така застапена како во либералните, како и во конзервативните средини? Па веројатно во конзервативните средини е помалку застапена. Самото општество, ако е конзервативно, значи тоа влече други етички, морални вредности, културолошки вредности, така да веројатно таму е процентот помал. Меѓутоа, интересен е податокот што целата таа, како да кажам, појава на педофилијата е откриена од швеđани на Тајланд. Како тоа откриена? Швеđаните беа први кои што го покренаа прашањето на педофилијата и открија дека на Тајланд тоа се случува најмногу и така почна откривањето на педофилијата, на целиот тој процес и почнаа тие едукации низ светот. Кој им е таргетот? Дали се тоа нормални здрави деца, дали они бираат посебно здрави деца, бидејќи често пати слушам, читам дека било сексуално злоупотребено мало дете со специјални потреби. Да речеме, не знам, специјални потреби. Да. Глувонемо, слепо или така натаму и така натаму. Имате право, значи многу деца кои што се со кои што се со посебни потреби се жртви на семено насилство, тоа е на сексуално насилство, затоа што тие деца не знаат да се одбранат. Значи, децата кои што немаат пречка, дел од нив знаат да се одбранат. Меѓутоа, има една група на деца, значи, како да кажам, различно реагираат децата. Или бегаат, или се борат, или се смрзнуваат. Значи, има деца, се смрзнуваат, не може да мрдне. А децата кои што се со посебни потреби, тие се посебна група, затоа што кај нив моќта за одбрана е помала. Ако едно дете во инвалидска количка, например, или ако е глуво и наглуво, или ако е со физички
недостаток. Нели? Тогаш тие деца можат помалку да се одбранат. Дали тие се почеста мета на напад? Не може да се каже дека се почеста мета на напад, но и тие се мета на напад. Не прави разлика, не му смета на педофилот ако го одбере? Па тоа само тој се знае дали му смета или Не не. ме интересира што вашите сознанија, статистики и она што го знаете во оваа Па област. немам таков некој увид процентуално да ви кажам, меѓутоа се знае дека и тие деца се жртва на на сексуално наследство. И како со нив? Ајде со овие родители. Работата. Најчесто овие некои имаат родители, некои немаат родители, некои се во тешка материјална состојба. Многу е Работата со децата со посебни Многу, потреби е многу. многу потешка. Многу е потешка. Кај децата со оштетен слух затоа што не слушаат. Па многу е потешко да се направи комуникација, да се спроведе психотераписка сеанса, некоја метода за растеретување, антистрес, техника и така натаму. Додека кај овие други деца кои што сакаат да работат, може да се рехабилитираат до степен да почнат да живеат нормално. Како иде процес тој на оздравување, заздравување? Може ли само да ги довршам овие... Не знаем дека имате за довршување, слободно. Немојте да Симптомите прашувате, него за кај довршувајте. посттравматското стресно расстройство, значи ги кажав тие во секојдневниот живот, и сега се јавуваат симптоми кои што се уште потешки заради хиперексцитација, односно заради пренадразнетост. Почнам да кажувам дека детето се наоѓа во една состојба каде што постојано очекува нова опасност. Тоа исчекување кај него создава страв и анксиозност, која што анксиозност е многу непријатна за секое дете и му ги намалува когнитивните и конативните процеси, односно му ги отежнува менталните функции, а тоа се му смета во учењето, во памтењето, во мислењето, во социјалното функционирање и така натаму, и му прави пореметување во метата и дометот. Значи, детето може да има многу далеку една мета, меѓутоа неговиот домет е намален токму заради стравот и анксиозноста кој што ги има. Следна група, која што е уште потешка, е интрузијата, односно наметнување на мислите. Овие симптоми се многу тешки за малото дете, затоа што може многу мали беззначајни ситуации од надвор да му ги вознемират старите доживувања и детето повторно да го доживее тој чин као да се случува сега. Исто така, оние потиснати содржини во него, во несвесниот дел, може да се, многу често му се појавуваат како проблесоци. И сето тоа го вознемирува до степен на, може да дојде и до паника. Значи, има страв, јак страв, анксиозност, патолошка анксиозност и паника. Значи, детето ги поминува сите тие фази и доаѓа до степен на паника. Исто така, соновите се многу карактеристични. Децата сонуваат еден исти сон и во соновите се сместени фрагменти од траумата. Уште потешка група на симптоми се кога се јавува стеснување на свеста. Значи, тоа стеснување на свеста е еден одбранбен механизам, значи детето се ја стеснува свеста чисто за да не се сеќава на сите тие моменти. Тука има, да кажеме, емотивно затапување, празен поглед, дефицит на иницијатива, значи детето се смрзнува, детето го губи чувството за себе, може да има дереализација, деперсонализација, може да има како аутистично. Ќе ви кажам, тоа може да има илузии, халуцинации. Значи, сите тие овие од последнава група симптоми се симптоми кои што се јавуваат и кај психозите. И тука може да се направи превид, ако не се знае етиологијата, од која причина се тие симптоми, може да се направи грешка и наместо да го дефинираме детето као траума, да се дефинира и диагностицира као психотично дете. Значи, овие има симптоми кои што се преклопуваат и кај психозите и кај траумите. Затоа, кога имаме ние таков случај, работиме тимски, се вклучува обавезно невропсихијатар и психолог. Третманот оди прво медикаментозно, а после психотераписки. Медикаментозно? Да, заради... Што давате?
докторите даваат. Што даваат? Обично даваат анксиолитици или ако станува збор за многу голема вознемиреност, може да се даде и неуролептик, кој што се следи како действува, колку време му треба на детето и така. И после тоа следи психотерапевтскиот процес. Родителите се многу горди кога нивните деца се многу мирни, а учителите, наставниците се пресреќни со тие мирни, послушни деца кои не креваат галама. Вие пред 10 години ми рековте, дете што рипа, скока, е динамично, тоа е здраво и право дете. Тие мирни, повлечени и ќутливи деца кои толку многу се пофалени и омилени, на тие треба да обрнеме посебно внимание. Да, реков јас А молчењето. за жал општеството таквите ги фали. Фине, мирене, види го, супер е дете. Да, молчењето е посебен вид на говор. Секое дете кое што ќе забележиме дека има промена во однесувањето, е повлечено, ќутливо, нели затворено во себе, значи дека нешто се случува во него, но тоа се обидува на свој начин да го надмине, да го реши, да го разреши, токму заради тие причини што преска ги набројав од срамот, нели се надева дека само може да ги надмине тие работи. Меѓутоа, многу е важно да се разработи моментот. Затоа што во колку не се разработи, доаѓаат нови содржини, нови стресови, нови трауми, животот носи се. Како би? И го поклопува основниот овој најтрауматичен, да речам, и тогаш се пресметува нивната вкупна вредност. И тогаш е многу тешко за детето да ги издржи сите тие животни случувања. Што може у најлоша варијанта да му се случи? Тоа е многу индивидуално што може да му се случи. Вие знаете, знаеме дека секој стрес, стрес е физичка и психичка преоптеретеност на организмот, води кон болести. Дури сега психологијата оди до таму да ги поврзува болестите со одредените состојби, емотивни состојби кај личноста. Така да еве сега пред известно време прочитав дека псоријазата е резултат на неодработен гнев. Интересно. Многу интересно. Како да ги препознаеме децата кои биле сексуално злоупотребени, а не се екстровертни, затоа одма да го кажат и така натаму и така натаму. Деца кои имаат некоја длабока травма. Да се разбереме, не секое дете со травма значи дека било сексуално злоупотребено, но генерално, кога дете се повлекува во себе, треба да обрнеме внимание што е проблемот. Значи секоја промена кај детето треба за родителот да биде аларм. Ако било разговорливо, а сега е ќутливо, ако играло, а сега се повлекува во ќош, ако црта, еве јас ќе ви покажам еден цртеж од дете, мислам дека овој цртеж тогаш не го покажа, пошто е пред неколку години. Ова е еден цртеж од 5-годишно дете, кој што кажа дека во градинка видело во дворот гол маж. И јас му реков да нацрта дрво. Ова личи на елка. Меѓутоа, ако ги сокриеме гранките, останува фигурата, човечка фигура, со глава и полов орган. Што значи дека детето навистина видело. И сакам да кажем и околу искреноста на детето. Јас се извинувам, ова наликува дури на фалусен облик. Па наликува на полов орган. Да. Тоа е тоа што детето го видело. Инаку, траумата може долги години да се носи. Имам уште еден цртеж каде што овој човек 54 години беше на возраст. Јас му реков да нацрта дрво, тој го нацрта ова. Кога го погледнав цртежот, видов дека почнал да живее многу убаво. Гледате. Меѓутоа овде видов дека има 5 годови. Тоа значи дека во неговата 5-та година се случило нешто што го пресекло. И од тој момент живее како едно мало суштество, битие, тенко. Значи, го нема онај живот кој што го почнал до својата 5-та година. Он вака се доживувал себе си. Вака се доживува себе си. Да. Он, мислам, нацртал дрво, не цртал свесно символи. Еве на пример. Јас му реков да нацрта дрво. Меѓутоа, цртежот е многу јака проективна техника.
И вака живеел човекот, ако тогаш имаше 54 години, значи така живеел 49 години. Кажете ми дали е ова лесно вака да се живее. Сакам да ја кажам сериозноста на Има ли тој чин. излезна решение за вакви состојби? Да, го разрешивме. Со Значи терапија? Да, со психотерапија. Со очување? Со очување, со настанот. Соочување со настанот што Со го носи? настанот, А тоа е многу болен процес. Иако Фројд јас тогаш кажав дека треба човек да се соочи со фобиите за да ги надмине. Да, па тоа е тоа што го кажав дека секоја содржина треба да се извади од несвесниот дел, да ја измигрираме во свесниот дел. Ама рековте дека за детето е страшно травматски кога го има флешот да му се повтори чинот во глава. Да, и тогаш ви кажав дека работата со вакви деца е толку болна што е еднаква на операција без анестезија. Но, ако во текот на работата ние го водиме детето од чувството на жртва кон чувство на не победник, па потоа и победник. Значи, тоа се етапи кои што се стимулира, се води да се одлепи од чувството жртва и да се води кон победник. Тоа е макотрпен процес, може да трае многу години, меѓутоа, за среќа, морам да кажам дека ние велиме обично дека траумата остава трајни последици. Меѓутоа сите ние имаме трајни последици и од други настани. Не мора тоа да биде педофилија, сексуален чин. Маката и тешкотијата во животот нас не изменуваат трајно. Меѓутоа, во колку се работи, во колку се извлече тоа од детето ќе се ослободи. Што значи тоа да се ослободи? Нема да го потиснува, нема да му прави проблем у животот да нормално се развива? Или ќе научи да живее со таа состојба? Или ја надминува и веќе таа е бледа сенка? Тоа ме интересира. Знам што ве интересира. Значи, психотерапијата и целиот тој процес има етапи и ослободување значи во целиот тој момент на стрес, на траума, во детето се акумулира голема количина на енергија. Значи, таа ангажираност, тој стрес прави ангажирање и потиснување на голема количина на енергија. Значи, во тој психотерапевтски процес, прво што работиме е детето да се ослободи од тој ранец, да ја ослободи таа заробена енергија, која што најчесто се сместува во грбните мускули. Потоа работиме на тоа да се помести прагот на дразба. Значи, детето да не биде чувствително на мали работи. Туку да се помести прагот на дразба, да се зголеми неговата моќ за внатрешна контрола. Дали сето ова се прави само со разговор, со психотерапија, или кога велите, ако тоа делува на мускулите на грбот, дали тука помага, не знам, масажа, милување од родител во кој има доверба, дали е потребна некаква таква масажна терапија, тактилна? Да, може и тоа да биде додатно, но психотерапијата е прва. Инаку, кога го спомнавте милувањето и галењето, најдов еден податок дека после 20 секунди гушкање почнува да се лачи серотонин. Што е многу важно. Кај сите трауми, кај сите стресови серотонинот паѓа. Ние треба да се гушкаме постојано, секој ден, значи во цел живот, за да се чувствуваме добро. Затоа постојат партнери маж и жена, нели така? Да, затоа? Добро. Фала ви за ова. Понатаму во тој психотерапевтски процес, значи се создава нова ментална шема. Детето кое што било смрзнато во некое време, а траумата прави и да се случи прекид на континуитетот на времето. Со психотерапијата се придвижува времето, се прави континуитет на времето. Често пати користиме слики. Сакаш да кажеш, господио Цуракова, дека он останува во времето на каде што се случила. Да. И не може да излезе од таму. Не може да излезе, значи времето поминува, а детето стои. Не е тоа далечно бледо сеќавање, туку е сегашност во него. Да. Јас кажав и преска дека тие проблесоци, тие настани од околината кои што флешови и настани од околината може да ги вознемират внатрешните доживувања и детето да има чувство како сега да се случило. Значи, со сета емотивна снага се враќаат во сеќавањето на детето.
Така да со психотерапијата, со работата, се придвижува времето. Детето почнува да се доживува себе си, почнува да се чувствува себе си, затоа што можно е некои деца да го губат чувството за себе, за собственото тело, чувството за времето, чувството за просторот. Значи не знаат ни каде се, ни колку е сатот, може ноќно време да сака да излезе. Како третирате несвесно? Ова е за свесни битија кои имаат некаква перцепција од реалност. Но што збориме кога спомнавте за бебе? За 1 година? Не. Бебе не се третира и тие трауми до 2-та година се најтешки. Траумите што ќе се случат до 2-та година Добро. се најтешки. Зошто? Затоа што свеста се заокружува во 3-та година. Значи, се што ќе се случи од 3-та година натаму, се случува на свесно ниво. Друго е што ние после го потиснуваме тоа како непријатно во несвесниот дел. Меѓутоа, до 3-та година, 2-та и 3-та година, се случува кај бебињата, кај малите деца, се случува без свест. Само на емотивниот дел тоа се одразува. И затоа децата реагираат, а не се сеќаваат. И токму затоа и Фројд има многу мал број на случаи каде што работел со трауми до 2-та година. Мислам дека 10 до 12 во неговиот живот. Значи, тоа е многу тешка работа. Тоа треба да сте некој јак психоаналитичар, со посебна дарба, со многу знаење, многу пракса, за да може да се навлезе во тој дел на личноста. Режија, мислам дека е добро време да одиме со вториот блок реклами, а после тоа би одвоил еден дел да видиме, бидејќи ова се работи кои не се пишуваат како писма и така натаму. Добив неколку кои ми велат, не можам да ти напишам, може би можел да кажам некоја реченица. Па, ако се согласувате... А зошто да не? Да ги слушнеме неколку, може би нема да бидат некои кои се жртви и го почувствувале, туку може би и ставови на луѓето и општеството. Во секој случај, ќе ги отвориме. Мислам дека досега не се јавил некој гледач кој што бил жртва на семено наследство. Да, не се јавуваат тие. Барем мене не ми се јавил. А ми се јавиле приватно на работа, службено и приватно и така. Меѓутоа, вака во јавност не. Еве, вака да речеме сега да се јави некој кој што имал такво искуство. Еве, и ќе поразговараме што и како да се постапи при тие случаи во последниот дел, што најверојатно ќе биде и со прашањата. Режија, ако сте подготвени, може да идеме со вториот блок реклами. Почитувани гледачи, ги отвараме телефоните за вашите јавувања. Господја Цуракова е расположена за да одговори на вашите прашања. Режија, дали у моментов имаме гледач? Не. Знае зашто не? Затоа што треба телефоните да ги прикажеме. Ако е возможно да ги пуштиш броевите. Да, браво, Режија. Кажете ми, спомнавте сега пред да почнеме, дека сте виделе лекар кој ослободува енергија со пертув од грбот. Што значи тоа? Да, во Белград. Во Белград го гледав тоа. Во контекст на овој разговор. Папирдовот предизвикува многу суптилна стимулација на грбните мускули. Или нерви, мислите? Мускули и нерви. Добро. Нервите се сместени во мускули. Така да целата таа суптилна стимулација предизвикува и суптилна реакција, односно ослободување на таа заробена енергија во грбните мускули. Што значи таа заробена енергија? Тоа е сместена е во меѓуклеточниот простор на мускулите и бидејќи е во распоредена долж рбетниот столб, а тука излегуваат нерви, тоа значи дека сите тие нерви се на некој начин блокирани. И токму таа алтернативна кинеска медицина работи на растеретување на тие енергетски патишта, нели, меридијани. Значи траумата, педофилијата, траумата врз детето делува и физички.
делува и физички, како да не. Имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас следам емисијата, ме интересира една работа. Прво поздрав до гостинката. Би сакал да прашаме на зборите за децата врз кои што се врши чинот од страна на педофилот, ме интересира кој го ствара педофилот. Дали е тоа Божја работа, донесен е таков како роден, дали го ствара семејството со некои си травматолошки работи што ги има преживеано како дете, или општеството? Кој е крив за да настане педофил? Благодарам, не го следевте, значи, во целост разговоров вечерва, бидејќи на почеток, еве, во 2-3 реченица. Па добро, општеството мислам дека најмалку може да придонесе да се формира личност педофил. Туку травма. Најчесто е или травма во детството, или тој стоп што го спомна во психосексуалниот и емотивниот развој. Има и други моменти кои што придонесуваат, но се многу психоаналитички и динамски, кои што се многу сложени за објаснување, многу се суптилни за објаснување и многу време треба. Така да сите тие се подведуваат на тоа дека се случува пореметување во анално-садистичката фаза на развој. Дали педофилијата е модерна појава или е... Не би рекла дека е модерна, затоа што педофилијата постои многу одавна. Толку. Одиме со следниот гледач. Откриена е сега. Така. Иначе откриена е во 20. век. Па да, како, да. И криминализирана, да речеме. Да. Добро вечер, повелете, во програма сте. Режија, може да го пуштите следниот гледач, добив знак дека има некој на линија. Добро вечер, дали се слушаме? Режија, немам ништо на звучник. Не, нема. Ало? Ало, добро вечер, повелете, во програма сте. Режија, исклучи го, затоа што долго ќе трае. Исклучи го, те молам. Ве молам, почитувани, кога се јавувате на телефон, само со телефон. Нема телевизор, ништо друго. Тонот од телевизорот е исклучен. Тргнете се во друга соба и така натаму, не мора да ја гледате. За да може да искомуницира. Јас знам дека малку послабо ќе ме чуете преку телефон, но ние овдека многу подобро би можеле да го слушнеме вашето прашање без она чекање одговорот и така натаму. Дали сега може со следниот гледач? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Повелете. Ова не е. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ме заинтригира темата, навистина нешто за кое што треба да се дискутира се повеќе и повеќе. Рековте дека никогаш, дури господјата кажа дека никогаш во јавност не ви се јавил никој кој бил жртва на семејно насилство. На сексуално насилство. На сексуално насилство. Имате прилика да ви се јави жртва на семејно насилство. Господјо, темава е педофилија. Дали, значи, не е семејно насилство? Повелете. Не говориме за семејно насилство. За педофилија изборува. За педофилија, добро. Педофилијата ја има, педофилијата ја има и во семејството. Добро. Па сега, ако еден татко може да биде, за своето дете направи жртва на своите 10 години, само можам да потврдам дека тоа се провлекува низ животот. Не мора да значи дека таквото дете ќе биде секогаш молчаливо. Јас се трудев да бидам секогаш добра, умна, да ја задоволам мама, да бидам дете за пример, одличен ученик, да се фалат со мене и така и беше. Меѓутоа, во еден даден момент на семејна криза, за да ја заштитам својата мајка на своите 18 години, јас кажав, се ќе кажам, ако не ја поштуваш мајка ми, и ги пресеков своите вени пред својот татко. При тоа дознав дека мојата мајка знаела за неговите нагони,
Меѓутоа не и се верувало. Како дознав? Затоа што на моите 18 години таа се сврте кон него и праша што се и направил. Меѓутоа, во подоцнежниот мој живот, тоа се одрази многу лошо и во семејството, и во мојот однос во бракот, и во се. Понатака, при крајот на неговиот живот, мојот мачител беше гледан само од мене. Можев и морав да му ги менувам пелените додека беше во болница. Сето тоа го прифатив како своја христијанска обврска, иако сега да ме прашате, зошто не можам да ви објаснам. Дали го одработивте тој Меѓутоа, настан? поминав долг пат со Нема да го психотерапија разбереш, во еден не травматски период од мојот живот, сето тоа излезе, се поклопи со Оваа неговата реченица, смрт. вака поставена нема да. Кога моето семејство, стручно ја за да ги прикрие Ама своите е срамови, Емоционално. кажа дека тој бил угледен, интелектуален и парафразира и го познат потрошам. човек. Господјо, Ви благодарам многу. господјо, 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 дали сте на линија? Да, ве повелете, слабо ве слушам. Може господјо Цуракова да ви постави прашање? Да, Сакам да ве ве прашам. многу слабо ве слушам. Сакам да ве прашам дали побаравте стручна помош и дали го одработивте тој настан. Да, го одработив. Го одработив и го работам веќе сама. Да, после смртта на мојот татко побарав стручна помош. Се соочив дури тогаш со сето тоа што се случувало, со сиот страх, со сиот срам. Побарав стручна помош, одев 3 години на психотерапија. Тука беше со мене во еден период и мојот сопруг. Инаку се наоѓам во втор брак, кој што е идеален. И јас сум му многу благодарна на сопругот што ме поддржа во сето тоа. Беше до мене и во ниеден момент не ме остави сама да се справувам со тоа. Ви останува само да уживате сега. Благодарам што се Ви јавивте. благодарам многу. Мислам дека ова јавување беше без преседан. Да. А ова е моја редовна гледачка со која разговарам многу долго еве и Баш ми е прв пат драго, се баш ми е отвори. драго. И ова е, мислам дека дури и во рамки на медиумите и телевизијата една јавна исповест од карактер како што ја ретко сум доживеал овдека во моите 17 години секоја вечер емисија. Знаете што... Пред да го кажете вие стручното мислење, ја ти благодарам, драга пријателке, затоа што те сметам како редовна гледачка и пријателка и се радувам што даде надеж дека оваа состојба може да се надмине. А господјо Цуракова? Да. Ова е многу добар индикатор за мене, затоа што досега сите ги премолчуваа работите. Мислам дека е дојдено време јавно да се проговори за тешкотиите со кои што се среќава една сексуално злоупотребена особа. Гледате дека, значи, чино што се случил во детството трае и до возрастно доба. Значи, Тоа колку не е побрзо мала почне работа. се побара стручна помош, толку подобро. Сакам да кажам дека не треба да се крие, не треба да се запретува, не треба под килим да се става, туку отворено да се зборува, као што се зборуваме за болести, дека некој има шекер, некој имал инфаркт, некој имал не знам што, да се зборува отворено, ништо не е срамота и ги поттикнувам децата. Ова инфаркт за мене беше. Преска Не. ти реков ја инфаркт и... па добро, омошка тогаш. Ги поттикнувам децата, значи да разговараат со своите родители. Но, Да. за едно дете да разговара со својот родител, родителот е тој кој што треба да го даде примерот на разговор. Значи, А тој родителот... јазот на генерации што правиме? Чекайте сега. Родителот е тој кој што треба да го даде моделот на комуникација со своето дете. Најпрво треба да му каже дека денеска нешто му се случило убаво. Следниот чекор да го подели тоа. Ми се случи нешто убаво, ама и малце неубаво. Третиот чекор веќе ми се случи нешто неубаво. Сакам да ти кажам. Значи веќе отварате трансфер. Давате им кажувате давам на пример, давам модел. на жртвите како да не, разговараат. општо.
општо како се воспоставува добра комуникација со дете. Аха. Значи, родителот е тој што го дава моделот за добар трансфер со дете. Значи, родителот вака, он да му се обрати, денес ми се случи нешто, и на тој начин да поттикне и таков Веќе одговор. давате модел, а децата се како сунгер. Децата Значи, ги примаат сите Здраво, пораки. дечке, шо убаво вечерва си поминав со тетка Вера, си правевме муавет, многу убаво интервју. Имаше многу убаво. Ама имаше и нешто неубаво. Ама имаше нешто неубаво. Ама имаше и Марија убаво беше, она па елегантна како балерина И цело веќе време. создавате модел кај детето дека и тоа може да ви се обрати и да ви каже дали е убаво, дали не е убаво или и тоа и тоа. Значи тоа може да биде добра подлога за да поттикнеме да дознаеме. Да поттикнеме кај децата модел да тие почнат да зборуваат за своите доживување, за своите тегоби, за своите таги, за своите несрекни чувства. Значи, сите тие бес, гнев, омраза се несрекни чувства кои што многу негативно делуваат на целиот организам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, говорете слободно. Ја поздравувам емисијата и гостинката исто така. Благодарам. Ова што го збора гостинката е сето тоа во ред, но дали има општеството решение за педофилите и какво решение има и гостинката за педофилите? Јас имам решение едно, а тоа е што преку медицински оперативен захват да се реши тој проблем кај педофилите. Благодарам за јавувањето. Полска... Иницира еден дел од за темата. Да, и добро е што го иницираше. Сигурно сте запознаени. Знам дека во Полска задолжителна е хемиска кастрација на педофилите, бидејќи разговаравме, општеството заклучило дека тие луѓе нормално можат да функционираат и така натаму и така. Но се додека има сексуален нагон, он делото. Значи, не помага ни тепање, не помага ни затвор, ни казна, едноставно неговиот нагон, колку што ве разбрав од вечерва, е толку силен. Хемиската кастрација, велат дека во Полска е дала прилично успешни резултати со тоа што тогаш не може да го повтори делото. Што вие мислите? Хемиската кастрација всушност хормонски делува. Значи се намалува хормонот, машкиот хормон, автоматски се намалува и нагонот. Но јас и моето размислување оди во тој правец дека ако тој не може да изврши сексуален чин заради заради хемиското делување, тој може да го задоволува и понатаму емотивниот дел. Може да гледа дете. Не мора да врши чин. Но тоа Нели така? Барем нема да предизвика травма кај дете ако веќе. Да, сепак е подобра варијанта отколку да Како мислите дека треба ние најправилно општеството, цивилизацијава да постапува према педофилите? Па со оглед на тоа дека јас ги изнесов симптомите со кои што едно дете, едно мало суштество, едно битие кое што туку што се родило, зачекорило во светот, во животот, се нашол некој да му го пресече животот, како дрвото што го видовме пресечено, значи веќе е даден и одговорот. Тој човек нити го родил, нити го одгледал, нити нешто направил за тоа дете, а му го зел животот. Значи, и не случајно, символот на сексуално злоупотребено дете, знаете кој е? Не? Скршена роза. Значи, скршена роза, не расцветена, него во пупка. Тоа значи дека детето во својата како да кажам, во својот почеток на својот живот, веќе е скршено, веќе е пресечено, веќе Одиме е закинато. со следниот гледач. Све кажавте. Многу убаво. И со сите символики. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Повелете, ве слушаме. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Режија. Ова ќе биде безпредметно натаму, да не губиме време.
Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Убава вечер. Вака едно прашање до вашата гостинка. Како е можно наставник да го гали детето, ученикот за време на часот? Толку ми е прашањето да ми одговори. Ви благодарам унапред. Како е возможно? Ете, гледате дека е возможно. Возможно е. Кое галење е дозволено или недозволено? Туѓо дете не смее да се допре, така? Но, Не смее да се допре, Јас сум растел со учителка, Слободанка Шуменковска, која ќе сум се удрел како мајка знаела да ме гушни и да ме погали по глава прво или второ оделение. Да, ама тоа е, она ве погалила како мајка, како човек, можеби како родител. Како нели? ќе разликуваме кој е кој? Многу е тенка тука границата. Значи нема како да кажам граница која ќе каже да, ова е педофилско галење, ова не е педофилско галење. Дури од кога ќе се отвори случајот како случај, тогаш ќе се види дека Дали имало или не. Дали имало задоволување на сексуалниот порив или не. Значи, А тоа травматско може и за некоја жена која има многу љубов спрема децата и им помага да и се уништи па и незиниот живот, а да немала никакви интенции. Има и такви случаи. Има и такви случаи. За жал. Има случаи кај разведените бракови, каде што мајката, односно жената, го користи моментот на развод и потребата да го задржи детето за себе, во, нели, незе да ја биде доделено, или пак може би да не го дава кај таткото, влегува во да инцестуозно. каже дека детето кажало дека било сексуално злоупотребено. И така. Меѓутоа, знаете, тоа се плитки лаги. Во анализата дали децата лажат или не, констатирано е дека детето не може да излаже или да измисли сексуална злоупотреба. Има една работа. Деца ги оставаат во јасли, каде што воспитачките ги пресобликуваат. Тоа значи, го гледа голо, ќе го избрише, ќе му смени пелена. Во Велика Британија дете го носи со пелена и целото со таа иста пелена го враќаш. Таму има некој проблем, али не смеат да ги пипнат децата, да ги пресоблечат и така натаму. Јас се согласувам со тоа. Да. Невообичаено е. Нема што друг човек да пипка мое дете, например. Ама тоа се медицински. Да, во ред, се согласувам. Нема што, без разлика, дали го чува, не го готово. чува, тоа е, мислам, тоа е многу интимно, како да кажам, тоа е... А кај нас ломките направат, види го за црвенето, ми го враќаш, не сте го пазеле. Па добро, може би тие пелени држат толку сати, Да, се ефикасни денеска толку барем сати. се А ефикасни. јас знам дека до 3 сатот 3-4 пати ќе се смени и пелената. Или зависи од пелените. Веројатно и до тоа е. Но вие апсолутно се согласувате со тоа, дете не. Ако го оставаш, остај го такво како што е. Но потребна е помош. Помали деца во градинки и така натаму. Има тој физички Па добро сега и да не создадеме, да не создадеме параноја дека секој е допирање од наставник. Да, дека е педофилски чин. Не. Значи, на тие воспитачки имаат и должност. Ако паднало да го кренат, да го помилуваат, да го погалат, да го гушнат. Ќе го гушнат, мислам да не ги вадиме од памет луѓе во... Апсолутно, да. Меѓутоа, има разлика, знаете. Јас сум благодарен, баш денеска ми се јави воспитачката на моите деца и се заблагодарив, знам колку со љубов ги изгледуваше, тоа се прекрасни особи. Меѓутоа, овде има задоволување на сексуална страст, а тоа е многу различно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Сакам нешто интересно, баш погледнав сега за зборот педофил, како се дефинира. Значи, нели педо значи тоа што се однесува поврзано со деца, а фил е збор кој што вика одбележувајќи ја љубовта кон одредено нешто. И сега мене... Ние го дефиниравме тоа на почеток на емисијата. Значи, ме интересира колку може преку, бидејќи гледаме дека во цртаните филмови има некои скриени пораки по музичката индустрија, исто така веќе се прокламира и се рекламира некакви такви работи, колку тоа може да влијае да личноста стане педофил. Интересно. Значи, рековме дека педофил, и ова е последно јавување, немаме веќе време, исклучете ги телефоните.
Рековме дека педофил најчесто се создава од траума и педофил останува педофил. Но педофилот е интелигентен човек, значи го заклучивме, не можеш да го забележиш, многу тешко, тоа бара голем професионалец да го забележи дека некој е педофил, тој знае да глуми феноменално на работа, колегијален, дома, семејство, а да, нели како викаш, baby face, демон спрема детето. Дали модерново општество некако му им иде во прилог на педофилите? Например, влажни марамчиња со голо бебенце, со голо газенце, или кученце како голо газенце за крема за сончење се покажало. Знам дека вие сте многу голем противник на деца, особено разголени деца на продукти и така натаму и така натаму. Па еве и индустријата. Да, па реков преска дека педофилот може да посматра слики, порнографски снимки, слики еве од вакви реклами, баш на она за сончење, има детенце со голо газе. Не знам како му е името на тој препарат. Копертон, да. Значи, сите тие моменти... Иначе ги заменија. Порано беа фотографија, сега све е цртеж. Токму поради ова, да, они ги заменуваат веќе со цртежи, не вистински ликови. Па добро е, меѓутоа тој може да користи и други слики, ако сака. Може да користи и други слики. А Фејсбуков е препон. Фејсбукот е многу опасна работа, затоа што на Фејсбукот може да се среднат, има сайбер педофили, кои што исто така прават чекорчиња, кај што ги наведуваат децата. Јас и ги фатија полиција, некои ги навлекува, да, јас со прикриени. минатиот период месец-два работам на плавиот кит, на синиот кит, каде што нели тоа игра исто на Фејсбук. Значи таму постојат истите чекори каде што тој што го ја пушта играта го наведува детето во таа замка да дојде до самоубиство. За мене тоа е страшно. И јас еве веќе месец-два работам на тоа. Ке треба да направиме една емисија за синиот кит? Здравје Боже. Здравје. Како да превенираме овие работи? Фејсбукот е вистинска мека. Во суштина, чекајте. Одговорите ми, како беше овдека, беше мојата драга пријателка, Весна Петрушевска, која имаше едно немило искуство со незиното дете, кој беше жртва на педофилски напад за многу кратко време, без сите овие сложени процеси, долготрајни и така натаму, за многу кратко време чинот се изврши сосема инцидентно и така натаму. Кажете ми малце, како е сега? Дали е состојбата подобрена и кај нејзе, како жена и човек, но пред се кај детето? Дали работевте онасем? Кажа дека сте и помогнале. Не. Не? Не, во грешка сте. Јас се извинувам. Не. Меѓутоа, мене многу ми беше драго што она така отворено тоа го настапи и отворено зборуваше за тоа. Се извинувам. Мој капчор, се извинувам. Не, нема проблем. Мислев дека сте имале некаква комуникација во врска со ова. Но она многу храбро го збореше тоа и веднаш постапи најправилно, што е низиниот пример многу добар. Прво, што му кажа на детето, не си ти виновна. Да, тоа е многу важно затоа што децата развиваат еден, како да кажам, жигосен идентитет. Децата мислат дека на челото им пишува што се случило. Се чувствуваат жртва. И мислат дека сите знаат што се случило. За да биде ослободено од тој комплекс, треба од дома да се отворено да се зборува и на тој начин да му се покаже на детето дека се случува и на сите. Знаете како сите ние мислиме дека се што се случува е за други. Никој не помислува дека и на него може да му се случи. И од таа причина апелирам и до родителите, и до децата да почнат отворено да разговараат. Само отворениот разговор не само што доведува до вистината, доведува до вистинската вистина. Тоа треба да се постигне. А како треба да им се каже на децата? Кога јас бев на една едукација во Белград, професор Бергер, тој е еминентен професор, кажа дека информирањето за оваа работа треба да се зборува во инфинитив. Тоа значи дека некаде на некое дете му се случило такво и такво нешто. А потоа тоа да се приближува. Ова е потребно заради тоа што ако директно му се каже на некое дете кое што веќе имало траума, може таа траума да се вознемири.
и повторно детето да се доведе се во состојба непотребно. Тоа значи дека чекорчињата се многу важни во информирање на децата. Но има деца каде што навистина не може така директно да им се каже, деца кои што веќе доживеале трауми, и тука треба многу внимателно да се објасни овој момент. Ја денеска, бидејќи имаше регистар на педофили во Македонија, па од неажурност тој избришан пред некое време, па има некое политичко препукување кој го избришал кога и така натаму, инаку Стоп за педофилија, страната постои, има телефон на кој ја денеска се јавив, пред да дојдам на емисија, тоа е 15-505, и ова е можеби првото наитно кога во една драматична ситуација можат да се консултираат родителите, да се јават на телефон за оние што не знаат каде прво како да постапат. Мислам дека добро е ве убаво што го кажавте телефон. 24 часа 15:05 и веќе е на екрана, свртете се, можете да го видите. Да. 15:05 поразговарав со операторот. 15-505. 15-505. Да, добро. 05. Добро. 15-505. Благодарам, Марија. Поразговарав со операторот. Операторот ми рече 24 часа, 365 дена во годината сме тука за сите што треба. Му се заблагодарив, се извинав што се јавив, но ми беше драго што, еве, ако некој се сомнува кај да трчам прво, дали во државна болница, дали во полиција. Знаете што, кога ќе се случи такво нешто, детето е вознемирено и уплашено, ама родителите се уште повеќе. Тие уште повеќе се збунуваат од децата. Значи, навистина, целата ситуација се изместува, целото семејство се изместува, се пореметува, дури кај некои семејства и браковите се пореметуваат кога ќе се случи ваква незгода. Но, добро е првим да разговараат со стручни лица, да ги упатат. Мислам, ова е најдобро. Вие секако дека... Апсолутно. Како се стапува вие, каде функционирате, каде работите, што и така натаму? Па, мојот телефон го има на информации. Јас сум веќе во пензија, меѓутоа секој што ми се обратил за помош, несебично помагам и драго ми е ако на некого му помогнам. Така. Инаку, општество го поставило овој телефон кој е прв и интервентен за најдобра варијанта, најдобра варијанта за насочување. Таму веројатно постои тим кој што ќе го прифати детето и ќе го дистрибуира понатаму кај што треба. Господине Цуракова, ви благодарам за гостувањево и благодарам што навистина се трудевте и на моите дури безобзирни прашања да одговорите. Благодарам и јас, а инаку јас сакам на Марија да се заблагодарам за толкувањето на гестовниот говор во ова телевизија за глубите да можат да видат и да разберат во ова студио. И тоа бесплатно. Марија, јас ти благодарам. Јас гестовниот говор го доживувам како еден убав и прекрасен балет. Една од најубавите работи кои човештвото ги естетизирало. Прекрасна естетика. Многу ти благодарам. Знам дека ова беше долго и напорно за тебе, особено благодарност. Ако ми дозволите вака еден христијански заклучок, не беше лесно да се биде дел од ваква содржина, бидејќи човек секогаш ги доживува работите директно и непосредно. Јас сакам христијански да забележам дека навистина треба да посвесно и поискрено да се зборува како дамата вечерва, зашто во Библијата е пишано, точно се знае потеклото на ваквите појави, од каде доаѓа и можеби и тој аспект некогаш треба да го прочепкате. Благодарам и јас. Така, ми беше задоволство. Ви благодарам. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. За неколку часа емисијата ќе биде ставена на YouTube. Имајте ја како превентива, не дај Боже, за да знаете, затоа што не е она мене нема да ми се случи. Секому може да му се случи. Бидете подготвени за било каква превенција. Лека ноќ и пријатно.